Во студиото со вас Деспина Тодоровска. Добро вечер и ви благодарам за вниманието. Изборниот законник влезе во собраниска процедура, но без поддршка од опозицијските партии, кои повеќе часа ја блокираа седницата. Габриела Лескова ја следи оваа тема. Габриела, дневниот ред е усвоен по 3 неуспешни обиди да се блокира стартот на седницата. Како течеше расправата? Да, Деспина, како што најави ти, имаше денеска 3 неуспешни обиди за симнување на оваа точка од дневниот ред, и тоа од СДСМ, Левица и ЛДП. За претениците на СДСМ спорно е електронското гласање на диаспората. На претениците од Левица им пречи прераспределбата на буџетските средства за време на изборниот процес по однос на помалите политички партии, додека пак Зајкова од ЛДП обвини дека нема консензус за најголемиот дел од измените на овој закон. Во приложение да погледнеме дел од овие моменти. Во работната група во Министерството за правда за ниедна тема немаше надгласување. Секога се одеше со усвојување на нормите или препораките од ОДИХР со консензус. Најголем број од политичките партии беа за една изборна единица. Но 2 политички партии, без да ги именувам, беа едната за 8 изборни единици, другата за 3 изборни единици. Бидејќи не се постигна консензус, се остана на сегашното решение со 6 изборни единици. Ова законско решение до сега секогаш се носи со консензус на политичките партии и точно е дека СДСМ започна да работи во работната група, која што беше за дебата, подготовка на изборниот законник. Меѓутоа мора да ја подсетиме јавноста и вас дека работната група ја напуштивме во моментот кога одлучивте вие како парламентарно мнозинство да го измените законот за влада, кој што исто така е донесен помеѓу политичките партии во собранието со консензус. Преговарачкиот процес наместо од сложено кон поедноставно одеше од сложено кон уште посложено, и не само тоа, туку на секој нареден состанок имаше нови посложени предлози и имаше предлози кои што се користеа се предлагаа во пакет ко уцени за други предлози. Ова што денеска го правите тука со овој закон е класичен заговор против граѓаните на Македонија, за тоа што симулирате консензус, а при тоа го буткате законот, праќате порака во 3 саат за седница што треба да се одржи во 4 саат поднос на истиот, и тука се шират невистини за тоа што немало консензус за многу прашања. Не се отвори ниту дебата, ниту консензус за отворени листи. Габриела, СДСМ најави дека жестоко ќе се спротивстави на носењето на овој закон. Имаме ли информации дали се подготвуваат амандмани? Да, Деспина, вечерва лидерот на СДСМ Венко Филипче објави фотографија од неговите пратеници како ги подготвуваат амандманите. Станува збор за 10.000 амандмани. Наскоро граѓаните ќе видат како изгледа криминален закон. Нема да дозволиме изборна кражба, 10.000 амандмани спремни. Вака напише попладнево лидерот на СДСМ Венко Филипче. Инаку да подсетиме само дека предложените измени на изборниот законник се дел од реформската агенда, бидејќи претходно вечерва беше усвоен дневниот ред. Сега треба комисиите да закажат седници пред официјално измените на изборниот законник да се најдат пред претениците на гласање. Ќе следиме оваа тема повеќе во вестите во 23 часот. Да, Габриела, стануваме да следиме оваа тема. Јас ти благодарам за овие информации во вестите. Ресорите се распределени, но кои имиња влегуваат во кабинетот на Мицкоски ќе се знае утре вечер по завршување на состанокот на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН. Се уште е неизвестно што ќе добие знам, откако стана јасно дека секторот правда оди во рацете на вреди. Распределба на ресорите меѓу владините ВМРО-ДПМН вреди и знам. Има, но кој што добил од владиниот колач со реконструкцијата и кои нови имиња ќе седнат на Елинденска број 2. Премиерот Мицкоски ќе открие дури утре по седницата на партискиот извршен комитет. Ние не сме разговарале за персонални решенија за имиња. Принципиелно имаме договор околу ресорите
Јас во минатото кажав, додека не се заврши седницата на извршниот комитет на партијата, нема да коментирам ниту ресори, ниту имиња. Почекајте до утре, до отприлика 20 часот, јавноста ќе биде подетално запознаена. Иако премиерот не открива кој што добил, албанскиот партнер веќе објави дека има 6 ресори, еден повеќе од тоа што сега го има. Од нив вреди како нови ги добива правда, култура и Министерството за односи меѓу заедниците. Ги задржува животна средина, економија и евроинтеграции, а ги губи социјална политика и демографија како и здравство. Имиња официјално не се споменуваат, но за правда се споменува професорот по уставно право Јетон Шасибари, за култура актуелниот заменик Седат Сулејмани и Агон Ферати за односи меѓу заедниците. Министерството за социјална политика веројатно ќе го презеде заменик министерот Ѓоко Велковски. Промени се очекуваат и во образование, спорт и земјоделие, со кои раководи ВМРО ДПМН. За земјоделие се споменува името на Борче Серафимовски, актуелен државен секретар во ресорот. Иако знам на Максим Димитриевски останува со 2 министерски позиции, се уште не е познато со кој ресор е заменета правда. Стојлковиќ и Лимани веќе се збогуваа со фотелите, а Стојлковиќ вели дека од сива зона на претходникот Груби направил функционално министерство. Новиот закон за правична застапеност, според него, гарантира стручност и компетентност во јавниот сектор. Така да во овој момент е завршено со пристапот седи дома зема и плата и рационализиране бројот на вработените во МОС, напиша тој на Фејсбук. И македонската и албанската опозиција не веруваат дека промените што ги најавува Мицкоски ќе бидат од корист за граѓаните. Замената на луѓе во ресорите, замената на различни имиња е нешто што е небитно. Тоа е замена на Курто со Мурто и ништо друго. Граѓаните нема да видат ама апсолутно никаков бенефит од оваа влада која што води Христијан Мицкоски. Пределба на оваа влада се 3 прашања: блокирање на европскиот пат, унилатерална ревизија на мировниот Охридски договор и непочитување на волјата на албанскиот народ. Така да каква идеја распределбата? Кои да се тие министри кои што ќе бидат именувани или разрешени, тие се во функција или на извршители или на адвокати на оваа програмска определба. Со оглед на шпекулациите, колку министри се опфатени со реконструкцијата, јасно е дека во собранието ќе се оди со избор на целосно нова влада на Мицкоски. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Македонија да го искористи моментот за проширување на Европската Унија, повика од Скопје министерот за надворешни работи на Литванија, иако потврдува дека нема гаранции за политички процеси, како што е процесот на преговарање. Министерот Муцунски пак го повтори ставот дека за уставни измени Македонија очекува гаранции. Никој не може да даде гаранции за политичките процеси, но сега е шанса да се искористи моментот за напредок во интеграциите. Порача од Скопје министерот за надворешни работи на Литванија, која од 1 јануари следната година застанува на чело на Европската Унија. Спред Будрис, проширувањето ќе биде приоритет за време на нивото председавање. Сепак порача дека Македонија е на добар пат, но процесот на проширување мора да се базира на исполнување и оценување врз основа на извештаите на Брисел. Тоа значи мора да се држиме до процес заснован на заслуги. Преку извештаите на комисијата мораме ќе треба да го мериме напредокот. Драго ми е од она што го читам во последниот извештај на комисијата за Северна Македонија и од тука да се придвижиме напред и да ги решаваме прешавањето. Другите земји од регионот, затоа треба да го ја искористите оваа шанса, да го искористите овој момент да бидете реалистични. Треба да има чекори и од страна на Северна Македонија. Никој не може да даде гаранции за политичките процеси. Шефот на дипломатијата Муцунски верува дека и Литванија и 26 земји членки на Унијата сакаат напредок за Македонија до целосно завршување на преговорите. Сепак е дециден дека на сите средби со европските функционери се бараат гаранции дека нема да се соочиме со перманентни блокади од Бугарија. На Македонија е потребна предвидливост во целиот процес, порача Муцунски. Го чувствуваме овој момент. Посебно послед тивот се чувствува енергијата за придвижување на регионот. Нема никаква дилема кај нас. Но ние нема да го дозволиме да се реализира тој ризик, да ние ги направиме таквите одлуки и повторно
да имаме ваков тип на разговори, ваков тип на пресконференции, каде што ќе бидеме во ситуација да една земја членка не блокира. Така да треба да го продолжиме на диалогот, да се изнајде решение, но решение ќе повторам како што сум повторил многу пати, кој што обезбедува предвидливост и сигурност на нашиот пат и како што кажа мојот колега, нашиот пат да биде евалуиран врз основа на мерит критериуми, а не на билатерални прашања. Двајцата министри најавија продлабочување на билатералните односи и економската соработка, а отворањето на македонска амбасада во Вилнус дополнително ќе ги зајакне врските. Будрис остварил средба и со македонскиот премиер, а на средбата била потврдена определбата за јакнење на партнерството. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија. 30-дневен притвор доби мажот осумничен за убиството на 48-годишната жена од Скопски Тар. ОЈО Скопје утрово објави и нови детали за убиството. Зад приказна со наводно пророчки сон се криело еднокрвно убиство. 48-годишната жена од Таор била убиена од поранешниот сопруг. Во четвртокот вечерта осумничениот ја земал со автомобил од работа, ја однел во тешко пристапен терен кај селото Летевци и физички ја нападнал. Со голи раце ја давел поранешната сопруга до последен здив. Со дел од неговото тело силно ја притиснал на вратот, а истовремено и ги држал затворени устата и носот за да не може да дише. Жртвата пружала отпор и се бранела, но не успеала да се оттргне и се задушила и починала на лице место. Телото на жртвата го сокрил меѓу дрвја и го покрил со гранки, а следниот ден ја пријавил жената за исчезната. Ова му било алиби за прикривање на свирепото убиство. Смислил морбидно сценарио, а вмешал и други лица. Се јавил на тројца пријатели да му помогнат во потрагата, велејќи им дека жената на сон му се јавила барајќи помош и му кажала на која локација се наоѓа. На 27 јуни на тројца познаници им кажал дека знае каде се наоѓа жената бидејќи му се појавила во сон и му кажала каде да оди за да ја спаси. Сите со возило се упатиле кон локацијата каде го забележале телото на жената и пријавиле во полиција. Токму ова филмско сценарио со кое глумел загрижен сопруг за обвинителството било клучен доказ за неговата намера да го прикрие делото, поради што судија на претходна постапка му одреди мерка притвор. Според судот постои опасност осумничениот да го повтори делото, но и да влијае на сведоците. Оваа грозоморна завршница ги потврди сомнежите кои ја потресоа јавноста уште вчера. Жртвата последен пат била видена жива во четвртокот во продавницата во соседното село Ржаничино, каде што работела. Мештаните на Таор, каде сопружниците пред неколку години купиле куќа. Уште вчера во неформален разговор за Сител посведочија дека од нивната куќа постојано се слушале расправи и викотници. Осумничениот според сведоштвата на селаните често бил и под дејство на алкохол. Истрагата треба да утврди каква било улогата и на тројцата пријатели на осумничениот кои исто така беа уапсени од полицијата. Миријана Давидовска, Сител телевизија. Акцизите на горивата ќе се менуваат по завршување на енергетската криза, најави премиерот Мицкоски. Од денеска бензините поскапеа, а дизелот поевтини. Од полноќ нови цени на горивата. Литар дизел поевтинува за половина денар и ќе се продава за 80 денари. Истовремено бензините поскапуваат за половина денар, па Евросупер БС-95 ќе чини 84,5 денари, а 98-октанскиот 86,5 денари за литар. Премиерот Мицкоски најави дека по завршувањето на енергетската криза, како резултат на војната на Блискиот Исток, владата ќе размислува за промена на акцизите на горивата. Дизел горивото е поевтино од безоловниот бензин и нешто ќе мора во делот на акцизната политика да менуваме, нека се стабилизира кризата, нека легнат работите. Мислам дека акцизите треба за едните и за другите горива да се нивелираат, со тоа што едните ќе се намалат, а другите ќе се зголемат. Такво е впрочем искуството и примерот со сите соседни земји, никаде немаме поевтин толку драматично дизел отколку што е безоловниот бензин. Покрај енергенсите, во фокусот на владата остануваат и цените на храната. Премиерот се повика на последните податоци на Евростат, според кој основната потрошувачка кошничка во Македонија е убедливо најевтина во Европа и изнесува 49,7% од европскиот просек. Сепак Мицкоски вели дека тоа не е доволно и дека цените на прехранбените производи му се врвен приоритет. Владата веќе работи на детална анализа на околу 600 до 700 производи, кои се мерат статистички. Директно на нив ќе одиме, ако треба, фактура по фактура, еден по еден производ, ќе ги анализираме каде можеме да покачиме и како можеме да покачиме. Така што ова е една темелна операција која што лично ја водам и очекувам да има многу скоро резултати кои што ќе бидат видливи на терен.
Во меѓувреме, Државниот пазарен инспекторат ќе прави споредба на набавните и продажните цени кај маркетите и добавувачите, за да утврди што придонесува за растот на цените на основните прехранбени производи. Минатата недела владата одржа средба со најголемите синџири маркети, а најавени се разговори и со производителите и дистрибутерите. Целта е годишната инфлација кај основните производи во јули да биде под 3%. Мартин Арсов, Сител телевизија. Последното информативно